ВМРО ДПМН избра нов извршен комитет. На синоќешната седница Централниот комитет го избра новото раководство на партијата. Очекувањата се победа на локалните избори и враќање на партијата на власт. Председател на извршниот комитет и натаму е лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Од партијата велат дека овој состав представува добар баланс меѓу стари и нови членови, односно комбинација од политички искусни кадри и докажани професионалци. Значи, овој концепт на комбинација и со нови луѓе и со дел од искусни беше изгласан од Централниот комитет, во кој може да забележите дека има искусни луѓе со долгогодишно искуство во функционирањето на партијата. Така да ние очекуваме дека новиот извршен комитет на ВМРО ДПМН само ќе представува добар момент во она што се нарекува враќање на ВМРО ДПМН повторно на власт. Во партијата очекуваат нова свежина да донесе новиот генерален секретар Христијан Мицкоски. Тој е доктор по технички науки и професор на Машинскиот факултет во Скопје и генерален директор на ЕЛЕМ. Членството очекува да ги збие партиските редови и да придонесе за подобра организација на партијата. Мицкоски го наследува Емил Димитриев, кој натаму ќе остане дел од највисокото тело на партијата. Заедно со него остануваат и неколку искусни и истакнати партиски членови кои беа дел од партиското раководство и во изминатите речиси десетина години. Меѓу нив се екс-министрите Никола Тодоров, Никола Поповски, Антонио Милошовски, Зоран Ставрески, како и луѓето задолжени за раководење со пратеничката група на ВМРО ДПМН во собранието, како Илија Димовски и Владко Ѓорчев. Во извршниот комитет останува и скопскиот градоначалник Гоце Трајановски, како и екс-пратеникот Александар Николовски и Нермин Телоска. Меѓу помладите кадри кои сега добиваат шанса во раководното тело на партијата се поранешниот портпарол на владата Александар Ѓоргиев, историчарот Никола Србов, Златко Перински, кој беше директор на спортскиот центар Борис Трајковски, како и Богдан Илиевски Бетмен, кој доаѓа од невладиниот сектор. Во извршниот комитет по функција меѓу младите кадри е и председателот на УМС Владимир Нелоски, а тука е и председателката на Унијата на жени Даниела Рангелова, како и пратеничката Ане Лашковска, како и Славе Трпески од Агенцијата за катастар на недвижности. Шанса во политиката добива и познатиот македонски спортист, кошаркар и репрезентативец Дејан Јовановски, како и нефрологот Игор Николов. Дел од извршниот комитет е и Джери Наумов, кој за време на владењето на ВМРО ДПМН извршуваше функцијата министер за странски инвестиции. Наумов има меѓународно искуство и работел во неколку реномирани компании, а во Македонија донесе неколку странски инвестиции во кои се вработија многу македонски граѓани. Дел од извршниот комитет се и докторот од село Лабуниште Сеат Солаковски, дебарчанецот Армин Незири, Анета Стојановска Стефанова, Светлана Коларич, Зекир Рамчилович, Марио Цветковски. Дел од извршниот комитет е и Драги Димитриевски, доктор по земјоделски науки на Земјоделскиот факултет, каде во 2 мандата ја вршеше позицијата декан на Факултетот за земјоделски науки и храна. Дел од извршниот комитет се и Александар Тргачевски и Зоран Илиоски. Тимот со своето искуство го комплетира Тијана Транталовска, која во извршниот комитет доаѓа од Унијата на ветерани на ВМРО ДПМН.